Како прво, ние малку и имиджот на овој состанок го подобривме со тоа што бев заедно со подпредседателката на партијата, иначе ќе беше еден собир на само клуб на мажи тука кај председателот, нели? Браво. Од друга страна, заеднички став на сите партии е дека ние немаме друга опција и сите треба да работиме на патот на Северна Македонија кон Европската Унија. Втора тема за дебата беше околу тоа што и веќе очекува јавноста, а тоа се предвремените парламентарни избори. Сигурно би соопштиле претходно дека на 12 април одиме на предвремени парламентарни избори. Ние како партија бевме спремни и за други датуми, но на 12 април е добар датум со тоа што нели очекуваме да се ратификува членството на Македонија во НАТО, нели? Тоа беше една од причините и ја искористувам можноста за да им кажам на сите граѓани кои сакат промена и на таа дел од општество што веќе 18 години живее во монизам, 12 април е можноста за да се донесе промената и да се врати демократијата и кај албанското општество тука во Северна Македонија и на 12 април да ја вратиме надежта кај младите кои така многумина од нив бегат од државата немајќи услови за живот, немајќи сигурност, немајќи образование и здравствен систем како треба. Благодарам. Одвони питија прашања. Павлдан. Unë nuk shoh ndonjë problem që regjistrimi i popullsisë do duhesh ka të mvaret nga subjektet politike. Apo. Për mua, si kryetari i Aleancës për Shqiptarët, regjistrimi mund bëhet edhe gjatë kohës së zgjedhjeve, edhe gjatë fushatës, sepse në fundit është proces teknik, duhet të jenë të angazhuar në këtë proces njerëz teknik dhe jo antar partish politike. Për ne si Aleancë për Shqiptarët nuk ka asnjë problem që regjistrimi i popullatës të vazhdoj edhe gjatë se periude që do të jetë fushata zgjedhore, por edhe mbas 12 prillit, aq më tepër që më 12 prill mos harroni, ne e propozuam këtë datë si Aleancë për Shqiptarët, edhe për zgjedhjet, që janë pashkët katolike dhe një pjesë e madhe edhe diasporës do të jenë këtu në vend. Nuk përshëndetje në mes vetë dhe nuk folni, për shkak se i tima dhënjet e juve me thashë zotëri Ahmetit me juve dhe zot Lëvizit Besa me alternativën. A ka një lider politik që mund ta unifikojë spektrin politik shqiptar për shkak se edhe deklarata e përbashkët? Unë shpesh e kam thënë këtë që realisht faji dhe pyetja për ndarje në gjithë to parti politike, subjekteve politike shqiptare duhet ja parashtroni atyre liderëve politik që kanë privatizuar partit, apo, dhe kanë pamundsuar që t'i hapin partit dhe pjesë e veprimit politik të bëhet çdo intelektual dhe çdo qytetar i cili vlerëson që duhet politikisht të jap një kontribut, apo. Natyrisht që nuk është ndonjë ngjësi e mirë, por zgjedhjet e 12 prillit jeni sigurt që nga skena politike do t'i largojnë shumë aktor politik, të cilët ndoshta edhe thirrën kjo problematik që e kanë krijuar vetë dhe është në dorë të popullit që të rregullojë këtë çështje. Faleminderit. Prašam. Ама за кој? Два прашања више. За пописот што ме праша. Не, фуртам друго. Ајде прашувајте. Ако сакаш некој одговор, прашувај ќе ти одговора. Нема потреба, ска невој, кажете. Добро, готово. Ако јам Истото прашање што го постави Фуркан само на македонски. Ама Фуркан зборуваше некои 2-3 минути, јас не можам сега да му одговорам. За пописот ли сакате? Добре. Сметаме дека како политичка партија дека пописот изборите не го сметаат да се одржи пописот. Сите се согласуваме дека тоа е технички процес и што помалку тие попишувачите да бидат аполитизирани, толку подобро
за државава и за ова општество. И мислам дека нема никаква причина да сметат изборите за да се одржат пописот и на време кога ќе имат кампања, нели изборна кампања, па и после 12 април датумот на изборите. И мислам дека нема некоја причина за тоа да ни смета нешто. Ви благодариме. Благодарам. Само уште едно прашање. Вие камерман сте или новинар? Ајде, кажи. Дали знаете дека човекот кој што ви го спаси животот на 27 април е сега во затвор? Да знам. Исто како што се на слобода и многу луѓе кои сакаат да ме убиват. И немам заборавано, сигурен да бидеш. Благодарам. Е исто тие што се на слобода. Благодарам.